Валентина Велковска Трајановска, композитор и професор на Универзитетот Гоце Делчев. Пред се, како композитор, сакам да ве прашам колку македонскиот композитор во државата и во светот е признат, репрезентативен и колку е значаен? Ви благодарам за можноста за разговорот и за поканата. За македонскиот композитор може многу да се зборува и во однос на третманот, еве како што спомнавме, да тргнам наназад, третманот во земјата до тоа како се позиционира во светот. Генерално, да речам, помладите, веќе не се ни толку помлади генерации композитори, потполно еднакво се позиционирани и во светот и тука. И делата се изведуваат и надвор и тука. Ние имаме и генерации композитори кои на времето се пресели и живеат таму, што значи дека и образованието како квалитет и како тежина е сосема соодветно. Севкупно професијата композитор е не само комплексна, туку тешка професија. Од едукацијата до тоа, до времето да се најде што да се напише и понатаму тоа да се пласира е тешко во смисла на тоа зависи како се приоѓа. Значи, има земји каде што музичкото творештво не само што се субвенционира, не само што се поттикнува да се создава, туку има и организацијски капацитети тоа и понатаму да се пласира и да се изведува. И секако и земјите, голем дел од нив се трудат домашното творештво да го поттикнат. И сега, за разлика, да споредам кај нас, домашното творештво се уште е на некое, да речам, декларативно ниво. Секој збориме дека треба да се создава, дека треба да се стимулира, дека треба да се изведува, треба да се емитува, да се снима, да се зачува. Меѓутоа, можам да кажам дека во веќе малку подалечното минато имавме навистина и ресурси, капацитети и интерес, и доста од материјалите и се снимени и се зачувани и секако поготово големите дела се изведуваат. Последниве години, последниве 20 можеби и повеќе години, творештвото на композиторите повеќе доминантно, да речам, во нашава земја од аспект на камерно творештво, кој се изведува. Поголемото творештво не дека не се создава, меѓутоа не се изведува. Пак ќе кажам, изведувачи имаме и кај нас и во светот, и сите подеднакво добро ги изведуваат делата. Голем дел од композиторите се подеднакво застапени на сцените, добиваат и награди, добиваат и признанија. Се вклучам и себе си, ако не е целта јас да се фалам или некој друг, меѓутоа навистина е многу репрезентативен опус. Колку време треба да се направи или да се искомпонира едно творештво, едно дело? И каде според вас, или вие каде ги црпите мотивите, што најмногу ве инспирира и колку време некако ви треба, бидејќи навистина можеби го чекате погодниот момент, инспирацијата, мотив плюс? Создавањето можда не е толку тешко колку да се најде времето кога да се пишува. Зависи од делото. Последните години јас некако, откако го завршив ораториумот, повеќе се фокусирам на камерни дела, иако можам да кажам дека сега дојдов до сознание дека скоро минатата година и да немав многу време за создавање дела, бидејќи голем дел од композиторите, како и јас вклучително, работиме или како професор или во други институции. Инспирацијата најчесто ја зимам, речем, програмска музиката што пишувам, бидејќи инспирацијата ја зимам или, например, од некоја поетска творба или од некое ликовно дело. Едно дело го пишував според еден филозофски текст, што уште како од средно ми имаше многу оставено впечаток. И можам да кажам дека инспирацијата во различни моменти можеби да ја добиеш, меѓутоа не значи дека токму тоа дело ќе се напише во токму тој момент. Сепак треба за се да се најде вистинскиот момент. А од друга страна пак, иако, еве ќе речам, многу интересно искуство ми беше, иако делата ми се програмски, например се напишени, имам неколку дела камерни кои се создадени кон поезија од Ацо Шопов, Јован Стрезовски, или некоја визуелна слика, например, како што ми е делото Небесни тела, метеори, Венера, Сонце, еден циклус.
еден режисер Томислав Алексов го имаше искористено музиката за еден филм за деца, краток филм, кој всушност имаше сосема друга тематика, сосема друга идеја, а музиката, можам да речам, совршено се вклопи. Можда интересно, меѓутоа, нешто што ние во јавноста можеме да ги слушнеме, видиме, вашите дела, една позната, препознатлива за државата денови на македонска музика, меѓутоа знам дека вашите дела патуваат и надвор. Вашите, кажувам, и за вас лично, меѓутоа и на вашите колеги. Дали тоа значи дека треба да има повеќе вакви музички манифестации на вистина каде што повеќе ќе имаме можност, бидејќи примерно ако сте го испуштиле делото да го видите на манифестацијата Денови на македонска музика, тоа ќе значи дека не можеме повторно да го слушнеме. Фестивалот Денови на македонска музика е единствен фестивал кој во интегрално во целост е посветен на македонското творештво и втората наша придобивка од фестивалот е што се изведуваат премиерни дела и што сите изведби се фокусирани во однос на творештвото што го поседуваме или што се создава. Камерното творештво се изведува. Последниве години, особено нашите колеги изведувачи ги изведуваат доста делата наши и тука и во светот. И секако, како што спомнавте, камерниот опус и солистичкиот и во странство без проблем се изведува. Големите дела е друг да речам случај, бидејќи големите дела, еве например ако земеме особено оперски ораториуми, се врзани и со јазикот на кој што се изведуваат. Например ако е напишан ораториумот или операта на македонски јазик, нема прво француска опера да го изведе, но од друга страна пак кај нас да речам се изведуваат, но и реално и не се изведуваат. Можам да споредам, еве минатата година ние имавме јубилеи во Франција, имаше јубилеи на композитори, 100 годишнини, каде што таму се изведува сите големи дела на композиторот и тоа во сите институции. Ние ќе кажеме, еве имаме една филхармонија, еден филхармониски оркестар, една оперска куќа, меѓутоа секогаш акцентот е прво на домашното творештво, па понатаму на се друго што е создадено и што ќе се создаде. Ние имаме ситуации последниве години во кои што цели сезони има на националните институции на кои што освен концертот на Денови на македонска музика, нема буквално ниту еден концерт на кој што може да се чуе македонското творештво, а имаме навистина квалитетно и убаво творештво. Неколку години поред еве се навраќавме и на творештвото што е создадено од минатото до денес, колку може нели се во рамки на еден фестивал да се опфати, и публиката и да речем изведувачите во самите оркестри многу позитивно пристапија и беа да речем позитивни сите одзиви од тие концерти. Има ли млади композитори? Сакаат ли музика младите? Знам дека сакаат може би по оние популарни музички трендови, меѓутоа дали класичната музика е на сцена? Има млади луѓе, има интерес и од друга страна тоа што тука на пример еве некој ќе заврши виолина или џез гитара или кој да го земеме инструмент, не значи дека можноста за работа ќе се најде само тука. Кога има добро образование, кога е квалитетно изграден еден музичар, тој може секаде да си го најде своето место, бидејќи секаде има аудиции, секаде може да конкурира, секаде може да аплицира подеднакво како сите што се во другите земји и да дојде до работно место. Особено што, еве, например, трендот на нашиот универзитет е да се вмрежува. Ние сме сега се вмреживме со една асоциација на европски универзитети, која практично овозможува студентите да флуктуираат меѓу себе и да патуваат и освен Еразмус програмата која е многу активна, значи да имаат простор и тие да отидат во европските земји да видат каков е и пазарот на трудот на крајот, но и да доаѓаат. Еве на пример оваа година на пијано одделот имаме студент од Тенерифе што дојде цела година што учи веќе. И му е многу ладно во Македонија, но сепак тие искуства мислам дека за студентите се драгоцени, но и тоа е еден чекор кој ги води напред и кој мислам дека е пресуден, не само што нели интернет имаме можности се да прочитаат, се да слушнат, се да видат и на YouTube и било каде на било која платформа, но личното искуство и споделувањето и соработката со другите студенти е навистина непроценлива.
можеме само да констатираме дека навистина треба многу повеќе музички настани да останат во трајно музичко творештво. Така, ви благодарам. Ви благодарам за разговорот.